Точно е 18 часот и 53 минути во нашево студио. Ја следите емисијава на македонски корени со вашите домакини Јони Бети Треновски. Почитувани, во наредниве 50 на минути ќе другаруваме со нашиот и ваш гостин, господинот Страшо Ангеловски, председател на МА, конзервативната политичка партија во Република Македонија, колумнист, добар познавач на политичките збивнувања во Македонија, но и пошироко, пред се одличен познавач на глобалните геополитички случувања, како и советник на град Скопје, кого го покануваме да ни се придружи преку видеолинковското поврзување. Се надевам дека нема да имаме проблеми со сликата и тонот. Се гледаме добро. Ако не слушате господине Ангеловски, добро ви утро и добро ни дојдовте на уште една заедничка радиосредба на македонски корени. Ни причинува задоволство и чест што сте повторно заедно со нас и со сите оние кои во овие моменти не слушаат и следат секако. Господин Ангеловски, нешто имавте проблем, не слушате? Почитувани, после се успеавме да стапиме во контакт со господинот Ангеловски. Верувам, господине Ангеловски, се слушаме добро. Добро ви утро повтор пат и добро ни дојдовте на уште една заедничка радиосредба на македонски корени. Ни причинува задоволство, како и секогаш. Добро утро, најпрви неве да се извини телите кои требаше да бидат и гледачи на нашава програма, што не успеавме да визуелно да бидам присутен. Секогаш со големо задоволство ја прифаќам вашата покана да бидам ваш гостин во вашата програма. Малку за закаснување, меѓутоа упорноста од двете страни се исплати. Ние успеавме да ви имаме на слика, меѓутоа само на слика, а не и видео. Добро ви утро од мене, господин Ангеловски. Се надеваме дека ако со закаснување, како и во претходните ваши гостувања на македонски корени, ќе имаме плодна дискусија и во наредниве 60 на минути ќе го задржиме вниманието на сите оние кои што во овие моменти се заедно со нас. Јас се надевам дека ќе биде така, ќе се обидам како и секогаш, без влакна на јазикот, онака како што мислам и размислувам, оно колку што знам, да го представам сето тоа пред нас. Интернетот најверојатно нешто не е и најдобро, ако има до подобра позиција, можеби момент да се померите лево-десно. Во понеделникот се одржа лидерската средба на иницијатива на премиерот Ковачевски. Местото на одржување на ова лидерска средба поттикнува сериозни прашања, меѓу кои зошто баш во собранието. Но вечерва главното прашање би го насочиле на составот на учесниците, имајќи во предвид наметнатата главна агенда на средбата, а таа беше носење на консензус за измена на уставот со цел влегување на бугарите во преамбулата како главен услов за отпочнување на преговорите со Европската унија. Што очекуваше Ковачевски кога ги покана лидерите на политичките партии кои не се правници, а се работи за промена на уставот кој е темел на државата? Како вие гледате на сето ова, каде што со леснотија се бара да се отвори промени уставот без да им затрепери раката од помислата за одговорност? И дали Ковачевски има право да бара поддршка од опозицијата за измените на уставот после сето она што го направи? Тука сте? За жал се губите, меѓутоа го чув јас прашањето и ќе се обидам да одговорам. Очекувањата на Ковачевски не беа воопшто на политичките партии застапени во парламентот, колку да се рече дека одржал лидерска средба и дека се обидел да го објасни она што сака да го стори. Што се однесува до промената на уставот, јас многу одамна, уште во времето кога нели оној кандидатот за Нобелова награда беше премиер, односно во времето на Зоран Заев, напишав еден текст во кој напишав дека за жал македонското собрание станува муртински табернакул. Знаете, табернакул бил шаторот во кој евреите го чувале дрвеното ковчеже со светите книги и секаде го шетале сонски срижеле, го носеле шаторот и вон проблеми се муртински табернакул да го носи
да го носи уставот леводесно и да го нуди на сите страни како средство за пазарење. Заев го нудеше уставот и на албанските политички партии, го нудеше уставот на Грција. Еве сега Ковачевски продолжува со тоа, го нудат уставот во замена за добивање на уште малку денови на власт, за добивање на можност да ја дозавршат работата со уништувањето на Македонија. Ние сме сведоци дека една Британија, да речеме, воопшто и нема пишан устав, таа ја има само така наречената голема карта на слободата или Магна карта Либертатум, и никој не се осмелува во Британија од 1215 година, и никој во Британија не се осмелува во овие 800-900 години ниту да побара и во онака непишаниот устав промена на нештата. Тоа е голема леснотија владите на СДСМ, кои за жал во последно време, откако дојде Заев, веќе не се политички тела, туку се друштва за трговски друштва, за жал со голема леснотија се обидуваат да го менуваат уставот и да и нанесат непроценлива и неповратна штета на Република Македонија. Кога сме кај лидерската средба, би сакале да го слушнеме и вашето видување за одлуката на господинот Мицковски, лидерот на ВМРО ДПМН, каде што вие партиципирате во коалицијата за обнова на Македонија, да присуствува на таа лидерска средба. Многумина таквата одлука ја сватија како готова работа, дека се е договорено за промена на уставот и дека Мицковски веќе се сложил за промена, а под притисок на меѓународната заедница. Изјавата на Мицковски веднаш по средбата дека остануваат на ставот за недавање на поддршка за смена на уставот ги поби сите шпекулации. Дали вие како коалиционен партнер имавте консултации со господинот Мицковски пред да ја донеси таа одлука? Кој беше вашиот став, односно ставот на вашата партија МА? Немавме состанок со господинот Мицковски затоа што немаше потреба. Едноставно многу одамна е изграден ставот на коалицијата и ставот на коалицијата е многу јасен, дека не може и не треба и не смее да се дозволи промена на уставот, односно не смее уставот да се користи како средство за пазарење. Од тука она што Мицковски беше на седницата, односно на таа лидерска средба, е повеќе од очекувано и повеќе од нормално, ами ние знаеме дека разговорот и дипломатијата се единствено оружје секогаш и секаде и во било која ситуација. Се приближат некакви ставови, исто како што да речеме после војната, после секоја војна, доаѓа до разговори, до преговори. Така што присуството на Мицковски воопшто не смее да се земе како нешто. Едноставно тој беше таму на крајот на краиштата да слушне од устата на човекот кој е најзапознаен со нештата, а тоа е човекот кој ја наследи премиерската функција, да ги слушне нештата какви се и што се случува. Дали сте се уште на линија? Па јас сум, меѓутоа се повеќе имаме проблеми најверојатно со линијата, но да се обидеме да продолжиме понатаму. Ајде уште малку да се задржиме на лидерската средба. Пред да се изгласаат во Македонското собрание заклучоците од францускиот предлог, а на кое гласање пратениците од ВМРО ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија не гласаа, бидејќи демонстративно ја напуштија пленарната седница по претходно неколкудневни предупредувања од последиците, ние токму овде на Македонски корени со нашите гости, вклучително и со вас, говоревме дека со евентуалното гласање и прифаќање на така наречениот француски предлог ќе се доведеме во ситуација сами да си ставиме вето. Како вие гледате сега на ова состојба во која се наоѓа Македонија и како ги оценувате пишувањата во странските медиуми дека Македонија сама на себе си става вето на патот кон членството во Европската Унија, односно на отворањето на преговорите со ЕУ, алудирајќи на одлуката на ВМРО ДПМН со коалицијата за обнова на Македонија за недавање на поддршка за измена на уставот со цел да влезат бугарите во него? Значи, јас многу одамна говорам и кажувам дека ова не е билатерално прашање меѓу Македонија и Бугарија. Ова, за жал, е прашање наметнато од големите европски сили кои учествуваа во поделбата на Македонија во 1913-та и не е случаен токму францускиот предлог. Значи, не случајно предлогот доаѓа токму од Франција, една од европските сили кои учествувала во македонската поделба. Значи, Бугарија е
само искористена како оружје за да се избрише, како орудие за да се избрише македонското постоење. Големите европски сили не можат да се помират со отворањето на македонското прашање кое 45 се подотвори со формирањето на Социјалистичката република Македонија во состав на тогашната Југословенска федерација, а целосно се отвори 91-та година со формирањето, односно возобновувањето на независната македонска држава. Големите европски сили не сакаат да ја признаат својата грешка која ја направиле во 13-тата и сакаат конечно еднаш и за секогаш да го затворат македонското прашање. Грција и Бугарија беа алатки во нивните раце за да го сторат тоа и за жал македонското раководството под владение на Зоран Заев, а сега еве и Ковачевски, влезе во таа замка, ги прифати тие и такви преговори и Македонија едноставно ветото е логичен след на нештата, не дека ние го поставивме, не дека ние самите го побаравме. Ветото и да исполневме уште еден куп од можните барања, ветото повторно ќе беше тука и Македонија. Јас вчера имав еден текст во кој говорам земјите членки на Европската унија самите себе си се нарекуваат елитен цивилизацијски клуб. Ами јас пишувам што бараат тоаш варварите на Филип Македонецот во тој елитен цивилизацијски клуб. Од тука ветото ќе беше вака или онака без разлика на нашето однесување. Во понеделникот се избра и шефот на јавното обвинителство за организиран криминал и корупција Ислам Абази, кој доаѓа на местото на Вилма Русковска. Имајќи во предвид дека тоа е во тесна врска со Дуј, но и тоа што тој ја водеше дисциплинската постапка против Русковска, односно постапката за нејзина суспензија, како вие гледате на неговиот избор и какви се вашите очекувања од него? Го затвори ли Дуј кругот во судството, каде што во врвните правни институции ги водат кадрите на Дуј? Било премногу несериозно од мене да имам какви и да е очекувања од неговото назначување. Јас упорно говорам дека постојат два паралелни процеси во Македонија, кои за жал ја уништуваат државата, ги уништуваат системите на државата, вклучително и правосудниот систем. Тоа се процесот на заевизација и процесот на дуизација. И ние наместо да извршиме дедуизација на Македонија, ако сакаме државата да ја сочуваме и да продолжи да функционира, ние и понатаму продолжуваме со нејзина дуизација, односно со целосно дуизирање на македонското општество и на македонската држава, на македонските системи и на сите пори на македонското општествено живење. Ами ние сме сведоци, јас бев дури имаше и шеги по социјалните мрежи, дека Дуј уште нема поставено само поглавар на Македонската православна црква, што е точно и токму затоа ние дефинитивно нам ни се, за да се спречи овој процес на целосна дуизација, кој на повеќе нивоа и штети на Македонија, му штети на македонскиот народ, и штети на македонската држава и на македонското општество, меѓутоа им штети и на албанците кои не се членови на Дуј. И тие би требало да бидат оние најгорливите противници на дуизацијата на македонското општество. Затоа нам во овој момент ни се исклучително потребни предвремени парламентарни избори за да започне процесот на дедуизација на Македонија, затоа што ова што ни се случува со кадри слезени од планина и со кадри со купени дипломи, Република Македонија во еден момент ќе престане да функционира и едноставно не ќе можеме да го сочуваме државното устројство на Република Македонија. Господин Ангеловски, ајде да се навратиме уште малку на промената на уставот, која промена ја бара Бугарија. Во договорот за добрососедство од 2017 година, ми се чини дека никаде не стои дека Бугарија бара промена на уставот за да влезат во него. Која е логиката на нивното барање да бидат метнати во преамбулата, кога во самиот устав наш македонски постојат членови кои им гарантира заштита на нивните права, односно правата на малцинствата? Како ќе ги објасните изјавите на бугарските власти и дел од нивната научна фела,
како и дел од аналитичарите кои велат дека отворањето на бугарските културни клубови, дури и со имење на фашисти, биле демократски исчекор, а отворањето на македонските културни клубови во Бугарија било закана со цесеција, односно радикални барања? Па вие знаете дека низ емисиите кога сме разговарале сме кажувале дека она што го велите дека 2017-та во договорот за добрососедство не постоеше промена на уставот, ние нели говоревме дека спиралата на барањата само ќе расте и ќе расте и ќе расте се до конечно бришење на македонското постоење, и еве го тоа се случува. Значи не е случајно барањето да се отвори уставот и да влезе бугарите да влезат како конститутивен народ во Република Македонија. Ако имаме сознание, ако знаеме дека во овој момент во графата за државјанство, еве јас сега за сопствената ќерка вадев извод и на изводот каде што пишува државјанство видов дека си стојат косите црти. Значи ако знаеме дека во овој момент ние македонците не можеме никако да се запишеме во графата на државјанство, најверојатно после тоа доколку се дозволи да влезе бугарскиот народ како конститутивен народ, ќе бидеме принудувани да се запишуваме како бугари во сопствената македонска држава. Што се однесува до културните центри кои се отворија овде во Македонија и културниот центар кој се отвори во Благоевград, културниот центар Никола Јонков Вапцаров. Јас имав утрово интересна комуникација со еден наш македонец од Камбера, кој ме праша дали може да ми постави прашање, и неговото прашање кој ми го испрати на месенџер е токму на оваа тема. Вели овде во Австралија има стотници клубови на сите можни народи, на бугарите, на грците, на македонците, на хрватите и така натаму. Меѓутоа ниту едно од нив не носи име на некоја личност. Па вели дали да се обидеме така да си пишува само во Македонија бугарски културен клуб, во Бугарија македонски културен клуб. И јас овде морам да одговорам. Овде ние како држави стоиме на две различни позиции. Имено, за нас во Македонија не е проблем да се отвори бугарски културен клуб. За нас е проблем да го носи името на фашистички дејци. Додека позицијата на Бугарија е сосема различна. Во Бугарија пак не е проблем да се отвори клуб со името Никола Јонков Вапцаров. Во Бугарија тој клуб не смее да биде македонски. Значи суштината на непризнавањето на клубот во Благоевград е заради тоа што е македонски. И јас вчера во еден мој текст напишав: ами каде ние сега итаме, кон кој Европејски сојуз, како што би рекле нашите соседи бугари, каде што да речеме имаме податок дека некој си Матеас од Шведска има право да води љубов со шума, а истовремено Атанас од Благоевград во тој исти Европејски сојуз нема право да се каже дека е македонец. Ние имаме некој Марсел од Франција кој склучил брак со кукла. Тој има право да склучува брак со кукла, ама нашиот Ефтим од разлог нема право да биде македонец. И мажите и жените во таа Европска Унија имаат право, како мажи, сите заедно како травестити, па да бидат родител 1 и родител 2, меѓутоа Митко од Сандански во таа иста Европска Унија нема право да биде македонец. Ете тие се нештата. Значи во една унија, во еден елитен клуб, нели, елитен цивилизацијски клуб, кај што блудот, неморалот и духовната беда владе, ЛГБТ заедницата има право на се што ќе посака, еден македонец го нема основното човеково право да си ја искаже својата национална припадност, односно да биде македонец. Господине Ангеловски, вие како искусен политичар, но и одличен аналитичар, како го објаснувате добивањето на бугарско државјанство само со изјава за бугарска самосвест и изјава дека предците им биле бугари, без при тоа да прикажат документ за тоа, наспроти реално поставените норми кои ги користи скоро целиот свет, а тие се наследно од родителите, ако си роден на таа територија или држава, и со натурализација? Само оној што не сакаше да свати, не можеше да свати дека тоа е еден процес со кој
токму Бугарија сакаше да стаса до оваа ситуација во која стаса денеска. Според некои нивни извори, според некои нивни податоци, јас не ја знам точната бројка, но тврдат дека има повеќе од 100.000 бугарски пасоши кои зеле наши граѓани, државјани на Република Македонија. Таа беше всушност и целта на Бугарија да се издава по скратена и по лесна постапка бугарскиот пасош и бугарското државјанство, за да денеска Република Бугарија пред меѓународната јавност може да говори за бројка од 100.000 или не знам колку илјади бугари во Република Македонија. И само оние луѓе кои мислеа дека тоа не значи ништо, дека е така лесно и едноставно, а дека тие ќе возат автомобил за кој нема да платат царина, еве денеска се тежина околу вратот на македонската држава. Тие се бројката на која за жал се повикува официјална Софија, тврдејќи дека во Македонија живеат 100.000 бугари и дека токму заради тоа тие треба да влезат во уставот на Република Македонија. Ете затоа тие и такви лесни државјанства беа давани само со изјава, односно само со познавање на песничката "Аз сум булгарче" или не знам како, и нашите луѓе кои се залажаа со можноста да возат поевтин автомобил, денеска ја прават бројката од 100.000 бугари во Македонија. Како гледате на изјавите на одредени ликови кои во последно време се појавуваат на разноразни дебати по телевизиите и не обвинуваат нас, македонците, дека сме грешеле затоа што сме ја немале самосвеста. Еден од таквите и господин Драги Каров, самоосвестен бугарин од Македонија, кого пред некој ден го гледав на една дебатна емисија на Македонска национална телевизија, на која дебатираше со господинот Петар Богоевски. Искрено да ви кажам, ми се испревртија цревата, слушајќи го него, но пред се на помислата како може една национална телевизија да отстапува простор на некој, во овој случај господинот Драги Киров, за кого се знае дека отворено го негира постоењето на Македонија, македонската нација и македонскиот народ, да ги шири неговите налудничави тези. Би сакале да го слушнеме вашиот став за тие такви налудничави тези и дали треба да им се дава простор, особено на национални телевизии? А вие велите дека ви се превртила утробата од слушајќи го него, ама барем имате среќа што се наоѓате далеко од овде, ами јас пак се срамам што го дишам истиот воздух заедно со такви луѓе овде во Република Македонија. И едноставно јас не знам како преку ноќ се освестуваат таквите бугари. Не знам како и какви привиденија им доаѓаат во кога сватат дека биле бугари. Меѓутоа, официјалната македонска политика, за жал, на која припаѓаат и дел од подплатените медиуми, овозможува и дозволува пропаганда на големо бугарските идеи во Република Македонија, овозможува навреди врз основа на национална припадност токму на македонскиот народ во неговата собствена матична национална држава, и тоа еве одново ќе речам единствено може да се реши со најитни предвремени парламентарни избори, за да се спречи таквата ескалација на антимакедонска пропаганда внатре во македонската држава. Се додека е оваа власт, се додека ги имаме луѓето кои тргуваат со македонските национални интереси, за да ја подигнат цената на собствената трговија, продавајќи ги македонските интереси, а купувајќи ја поддршката од меѓународната заедница, тие ќе дозволуваат ваква пропаганда и ќе дозволуваат вакви ликови да го гнасат македонското постоење и македонското секојдневие. Министерот за надворешни работи, господинот Бујар Османи, пред некој ден беше во посета на Бугарија и оствари средба со неговиот бугарски колега Милков, на која средба разговарале за враќање на позитивниот дух во односите. За каков позитивен дух и за какво враќање зборува Османи, бидејќи од се она што досега се случува на релација Бугарија-Македонија, ние не гледаме ништо позитивно. Па, зголемувањето на позитивниот дух е
Значи, колку повисоко оди позитивниот дух, обратно пропорционално толку пониско од кичмата на македонските представници и преговарачи во преговорите со Софија. Тоа ќе рече позитивниот дух, значи уште понатамошно наведнување пред барањето на Софија, уште понатамошно наведнување пред антицивилизацијските нешта кои ни се случуваат, а на крајот на краиштата Османи, јас искрено за тој човек не можам да речам дека мене лично ме представува како министер за надворешни работи, затоа што е доставно човекот заради своето етничко потекло, со голема леснотија може да разговара за моите македонски проблеми, кои јас и вие денеска ги живееме и со кои се соочуваме, а за кои бараме решение од македонски аспект. Да господинот Османи му е лесно да бара решение за македонските проблеми од аспект на етнички албанец. И од тука повторно ќе речам, сето е тоа заради обстанување на СДСМ на власт, тие свесно, најсвесно ги доделија сите можни функции и извршија целосна дуизација на Македонија само за уште неколку дена останување на власт. Кога сме кај оваа посета, ќе сакате ли да прокоментирате изјавата на Османи дека законот за регистрација на културни клубови во Македонија ќе го испратиле до Венецијанската комисија? Зошто и која е причината што владата ова не го кажа пред гласањето или пак непосредно пред објавувањето во службен весник, туку сега, откако е изгласан и објавен во службен весник, и со која цел и причина господинот Османи ја дава ова изјава баш токму од Бугарија? Се пишмена ли владата за изгласаниот закон и од кого стигаат ваквите наредби за ретерирање од нивната одлука? Има ли ова некаква поврзаност со изјавата односно барањето на господинот Бојко Борисов дека требало да го одложиме, поточно да се откажеме од законот за забрана на регистрација на здруженијата со фашистички имиња? Па мислам дека во претходното прашање одговорив и на ова прашање, значи во трагајќи по тој добрососедски дух, тој дух на соработка и така натаму, нашите политичари стануваат се посервилни и посервилни. И гледате, еве, тоа е уште еден доказ, ако веќе се донел еден закон, ако веќе овде една цела фела, правна фела, едно цело министерство размислувало за тоа и донело закон онака како што го донело. Ами зарем е прифатливо да појдете кај оној со кого преговарате и тој да ве удри по уши и вие веднаш уште оттаму, не чекајќи ни да го преспиете тоа што ви го рекол или ви го наредил, вие да го прифатите, да ја прифатите неговата наредба и да се посомневате во исправноста на она што сте го сработиле и да ветите дека тоа ќе го преиначите. Ами тоа само говори за нивото на клекнување, на подижување, на наведнување на нашите политичари. И тоа е на ситуација која на вистина веќе станува крајно недостоинствена, една ситуација која го боли секој нормален, чесен и исправен човек кој гордо се движи по земјата. Многу често слушаме од разноразни аналитичари, но пред се од владеачкото мнозинство, но и дел од некои новинари блиски до власта на СДСМ и нејзините коалициони партнери, дека некои од спорните имиња на клубовите, кои се докажани соработници на фашизмот, се наоѓаат во музеот, како што тие го нарекуваат музеј на ВМРО ДПМН, иако точното име знаеме на музеот е музеј на македонската борба за самостојност, и користејќи го тоа, ја напаѓаат ВМРО ДПМН за лицемерие. Какво е вашето видување за сето она што е поставено во овој музеј? Значи, видете, во музеите служат за да не подсетуваат на минатото, за да не подсетуваат на она што се случувало. Во музеот за македонска борба за независност и самостојност, ние имаме и позитивни и негативни ликови. Ние имаме ликови и од, да речеме, комунистичкото минато, кои се наоѓаат во тој музеј, пак не им текнало никако на луѓето од владеачката партија да проговорат за тоа, дека ете ВМРО
ВМРО ДПМН е прокомунистичка, затоа што во тој музеј нели се наоѓа музеј изграден во времето на ВМРО ДПМН, а кој нема ништо заедничко со ВМРО ДПМН, туку има заедничко само со македонската историја. Во таа историја се движеле и позитивни и негативни личности. Во таа историја имало и вакви и онакви кои се запишале во нејзе. Но дајте да оставиме времето дека донесе суд за сите нив, а сите тие за жал или за среќа се дел од нашата историја. Ами и Хитлер е дел од германската историја. Колку да е тој негативен или не знам каков, Хитлер за жал на германците е дел од германската историја и тие не можат да се ослободат туку така. Единствена нација која со леснотија се ослободува од она што го има како историја, од она што го има како своје минато е Бугарија. Ами таа толку лесно, со таква леснотија вели дека биле администратори, дека не биле окупатори. Ами чекајте, токму тоа е тоа и за жал Ковачевски и екипата околу него поведена по ваквото однесување на Бугарија, очигледно е дека се обидува на секаде, само не кај себе да ја најде видата за ода што се случува. Во јавноста се почесто се зборува за влез на алијанса на албанците во владата на Ковачевски. За сега и двете страни демантираат дека се водат разговори за тоа, но каде што има чад, има и оган, вели една македонска поговорка. Ако се случи тоа, ако алијанса на албанците влезе со своите 8 пратеници во владата на Ковачевски, во тој случај сите знаеме дека ќе се зголеми парламентарното мнозинство, но се уште ќе нема двотретинско мнозинство за да се случат уставните измени, дури и со пратениците на БЕСА. Колку оваа евентуална нова ситуација ќе придонесе за предвремени парламентарни избори и од друга страна, колку ќе ја отежни работата околу формирање на нова влада на следните парламентарни избори, имајќи го во предвид прегрупувањето на албанските политички партии околу коалицијата на СДСМ? Па преска, кога зборував за дуизацијата, токму тоа ми беше тезата дека албанците и албанските политички партии надвор од ДУИ треба да бидат промотори на процесот на дедуизација на Македонија. Токму тие треба да бидат оние кои ќе се впрегнат први за да го завршат тој процес на дедуизација. ДУИ треба да биде делегитимиран. ДУИ треба да биде тргнат од власт, а сите тие политички партии треба да издржат и треба да најдат сила во себе да бидат сега опозиција, за да при новите парламентарни избори и при новото формирање на новата влада влезат во една нова влада. Тоа би биле сето луѓе, политичари кои не учествувале во крвавите терористички акции од 2001-та. ДУИ е единствената политичка партија во Македонија, формирана врз основа на тероризам, врз основа на пролеаната македонска крв, врз основа на нивното учество во крвави терористички акции во Македонија. Сите останати политички партии на албанците во Македонија треба едноставно да застанат против ваквата понатамошна дуизација на партијата, на државата и едноставно дека Али Ахмети треба да отиде во Хаг, тоа треба конечно да се случи. Значи, нам повторно на крајот на краиштата, на крајот на денот се сведува на истото, на брзи парламентарни избори и на ново парламентарно мнозинство. Пред некој ден, поточно во четвртокот, лидерот на алтернатива господинот Гашим обелодени дека меѓународниот фактор извршил притисок за тие да влезат во владината коалиција со цел да ја спасат владата на Ковачевски за да продолжил процесот на евроинтеграција. Дали во ова што сега се случува со алијанса на албанците гледате замешаност и притисокот на дворешниот фактор, односно меѓународната заедница и САД, и со која цел се прави сето ова? Во секој случај дека притисокот е повеќе од очигледен и повеќе од јасен. Ние сме сите сведоци кога требаше оној несреќникот, како се викаше, Кастриот, не знам како му беше. Реджеп. Човекот кој беше
притворен или затворен или не знам како, киднапиран од странски служби, од странски амбасади, за да не дојде до гласање и до промена на парламентарното мнозинство. Значи тоа ни беше јасен показател до каде оди меѓународната заедница во притисокот врз македонските политичари. Посебно во притисокот и во да речеме уцената и во попуштањата кон политичарите од албанските политички партии во Република Македонија, така што не е далеку од умот дека се врши притисок сите албанци на едно место за да му дадат целосна поддршка на Ковачевски, за да ја доразнебити Македонија. И ние сме сведоци дека се она што ни се случува во последниве години со албанизација на сите сфери, на сите пори на македонското општество, оди токму натаму. Владата на Ковачевски, за да остане на власт, за да го дозаврши раздебитувањето на Македонија, овозможува, дозволува и дури, што би рекле нашите северни соседи, шаком и капом дели, измислува нови функции, доделува нови функции и така натаму на албанските политички партии. Ајде малку околу правата на слобода на говорот. Пред 8-9 дена беше приведен актерот од Битолскиот театар и портпарол на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН, господин Васко Мавровски, а по претходна пријава од страна на Министерката за култура, господја Бисера Костадиновска Стојчевска. Причината за неговото приведување била заради Facebook статус на Министерката, поврзан со критиката за мерките на штедење. Дали со ова се потврдува она што го пишува во договорот за добрососедство со Бугарија, но и оној од нивици во кои договори се предвидува санкции за слободната мисла? Па, неколку работи се тука вака може да се спојат. Најпрвен точно е дека од договорите со Бугарија и со Атина и со Софија се предвидува санкции за слободната мисла, се предвидува санкции за секој оној кој мисли и зборува македонски. Меѓутоа имаме тука и една друга ситуација, самото владење на СДСМ за нас од формирањето на оваа држава, од возобновувањето на самостојна и независна Македонија, секогаш кога СДСМ биле на власт, немало слобода на говор, секогаш било едноставно тешко да се говори вистината и да се кажува вистината, а нам тоа мора да биде јасно. СДСМ е наследник на комунистичката партија на Македонија. Ами вие знаете дека комунистичката партија, кога владееше во оние 45 години, се представуваше себе си како диктатура на пролетаријатот. Ете ја таа диктатура продолжува СДСМ и денеска да ја употребува. Минатиот викенд подпредседателката на Бугарија, господја Илијана Јотова, ја посети Битола и бугарските гробишта во Цапари, оддавајќи им почит и почест на загинатите бугарски војници во 1917 година. Дали нејзината посета може да се смета како навреда на македонскиот народ и негирање на македонската историја, интегритетот и како гледате на отворањето изложба 125 години бугарско дипломатско представништво во Битола? Па, најпрвен, посетата на Јотова, може би не треба да ја чувствуваме како навреда, меѓутоа нејзините изјави и она што го зборува, тоа секако треба да го чувствуваме како навреда. Таа рече дека нели еве како ние ги чуваме бугарските гробови затоа што и сакаме бугарите, затоа што не знам се чувствуваме како бугари, не знам што ами ние ги чуваме и француските гробишта, ги чуваме и британските, ги чуваме и германските, значи ние ги чуваме и негуваме гробовите на сите кои загинале на оваа територија, па ние не сме ниту французи, ниту сме германци, ниту сме британци. Од тука не сме ниту бугари, тоа е првото, а второто е точно е дека конзулатот, бугарскиот конзулат во Битола е отворен во 1897-та. Меѓутоа, во тоа време во Битола се отвара редица конзулати од сите држави и не случајно се отвараат во Битола, затоа иако тогашна Македонија се наоѓа во составот на Отоманското царство, сепак во Битола се отвараат конзулати кои се одговорни за
територијата на Македонија. Значи, за оваа територија, за целокупната територија на Македонија не биле одговорни ниту конзулатите во Атина, ниту конзулатите во Софија, туку државите, големите европски држави, почитувајќи го постоењето целокупноста на македонската територија, отварале конзулати во Битола за да имаат ингеренции на целата територија на етничка Македонија. Од тука Бугарија, отварајќи конзулат, исто така како странска, како туѓа држава, отвара ниту една држава на својата територија, не отвара свој конзулат, отвара држава на територијата на етничка Македонија. Со она што се случи пред некој ден на седницата на град Скопје, мислам на вербалниот дуел помеѓу градоначалничката Арсовска и председателот на Советот господинот Савески, седниците на град Скопје веќе наликуваат на реално шоу или реалити шоу, кое што го режира градоначалничката Данела Арсовска со незиниот вокабулар. На што се должат или должи ваквата јасно изразена паника и нервоза на градоначалничката? Вие во последното интервју ни рековте дека ќе побарате средба со Данела Арсовска за да ја укажете на некои работи за кои таа можеби е во заблуда и дека паднала во стапицата на некои центри. Остваривте ли средба со неја? Како совети дадовте и што ви кажа таа? И најважно од се, кој е чарето за излез од ова лудило со Данела Арсовска? Најпрвен, јас да ви кажам дека се срамам како советник во Советот на град Скопје од она што се случува. Оние кои ги следат седниците, бидејќи одат во живо на каналот на Советот на град Скопје, можат да забележат дека кога ќе започнат вакви налудничави расправи, јас ја напуштам седницата, едноставно моето достоинство не ми дозволува да бидам присутен таму и да го слушам она што се зборува. Не разговарав со госпоѓата Арсовска, не разговарав заради една причина. Мислев дека има можност да разговараме, мислев дека има можност можност да се сменат нештата. За жал, госпоѓата градоначалник продолжи со дуизација на градот Скопје. Господјата градоначалник, која е како непартиски кандидат и која тоа го потенцира постојано, дека е непартиски кандидат и дека нема да работи под влијание на ниту една партија, даде 2 директорски места токму на ДУИ. Со тоа процесот на дуизација, заради кој граѓаните ја избраа токму нејзе и мнозинството од ВМРО, од ДПМН и коалицијата, бидејќи беа незадоволни од градското раководење на ДУИ со градот, заедно со Петре Шилегов, и луѓето едноставно очекуваа ДУИ понатаму да не учествува во раководењето со град Скопје. Што направи господјата Арсовска? Го врати ДУИ назад на голема врата и сега ДУИ е дел од раководната структура во град Скопје. Господјата Данела Арсовска не беше изгласана за тоа и мнозинството нашата советничка група не беше изгласана за тоа. Ние ќе продолжиме да се бориме онолку колку што можеме како советничка група, меѓутоа за жал во именувањето директори на јавните претпријатија ние како советници немаме никакви ингеренции и од тука господјата Арсовска е неприкосновена и го работи тоа што го работи, односно, повторно ќе речам, врши дуизација на град Скопје. Покрај тоа, што даде 2 големи директорски места на јавни претпријатија, сега имам информација и дека да речеме во паркингзи на град Скопје, јавното претпријатие паркингзи на град Скопје, каде што исто така дојде партиски кадар, меѓутоа од партијата Гром на Стефчо Јакимовски, се отвориле 2 нови работни места, 2 заменици директори кои обајцата се од ДУИ. Господине Ангеловски, како ја оценувате ситуацијата во Косово? Што можат да донесат тензиите кои се поочигледни? Ќе се формираат ли заедници на српски општини или не? Како сето тоа ќе се одрази врз Македонија? Па мислам дека ситуацијата во Косово е одраз на ситуацијата во светот, одраз е на она што се случува во Украина, одраз е на руско-американскиот антагонизам и чинам дека на Косово се пресликува таа битка, дека
се и понатаму да има свое влијание, меѓутоа во овој момент и Руската Федерација преку Србија сака да има свое влијание на Балканот, кое и е потребно, за жал, заради пазарење во односи. Америка и Русија се пазарат преку грбот на албанците и на србите на Косово, и тоа е една исклучително лоша ситуација за едните и за другите. Не верувам дека ќе се формира заедницата на српски општини. Едноставно го следам премиерот на Косово Албин Курти, кој на вистина е далеку од можноста да биде политичар. Тој дојде во политиката како лидер на едно уличарско движење самоопределување, кое освен што протестираше по улиците на Приштина, не знаеше ништо друго, и сега човекот нема сенс за политика и дури не може ниту да свати дека некаде треба да има и компромис, и мислам дека Косово е зрело за предвремени избори, и дека тоа и на крајот ќе се случи, дека и американците ќе се откажат од услугите на Албин Курти и дека ќе имаме нови предвремени избори на Косово и дека дури потоа ќе има некакво поместување во она што значи бриселски решенија и бриселски договор кој го подпишаа Белград и Приштина. Во средата во САД се одржаа изборите за во Сенатот и Конгресот. Имајќи ги предвид резултатите од овие избори, кои се уште не се конечни, бидејќи се уште се проправуваат, ќе се оточни работата на претседателот Бајден. Што очекувате на следните претседателски избори во САД, кои треба да се случат во 2024 година? Кој ќе седне во Белата куќа? Очекувате ли господинот Бајден следниот месец, како што рече дека ќе наави, очекувате ли да потврди неговата кандидатура и дали очекувате враќање на Трамп во трка во Белата куќа? Па вака, значи, она што се случи на овие избори, кои се дели меѓувреме на половина од изборите за председател на Соединетите американски држави, нема многу да промени, меѓутоа едноставно дава надеж. Му дава надеж на човештвото, дава надеж на, и гледате реакциите на луѓето широм светот се такви дека конечно има надеж за светот, има надеж за човештвото. Меѓутоа конечните резултати ќе окажат сето тоа. Во представничкиот дом сигурно дека републиканците ќе имаат мнозинство, тоа е повеќе од сигурно, а многу е тесно, многу е изедначено во Конгресот. Меѓутоа, она пак што се однесува до председателските избори, јас искрено не верувам дека Бајден би се осмелил да се кандидира уште еднаш, освен ако не успее пред подпишување на кандидатурата да се поздрави со сите умрени и со сите духови околу него. Па гледате дека човекот е далеку од можноста да знае и каде е, да знае и што прави, да знае и зошто го прави сето тоа. Од друга страна, тој има едно тешко бреме зад себе, тоа е неговиот син, за кој се уште службите во Америка успешно ги кријат сите нешта, се она што се случува околу синот на Џо Бајден, а од друга страна исто така мислам дека и Трамп доби веќе сериозен противник внатре кај републиканците, тоа е гувернерот Сантос, и ќе биде многу интересно, но сепак верувам дека Трамп ќе влезе во игра, а верувам дека демократите ќе најдат нов и помлад кандидат со кој ќе се такмичат. Како гледате на одлуката на рускиот претседател Владимир Путин да ги повлече трупите од Херсон? Сега, на прв поглед, тоа изгледа како капитулација, тоа изгледа како целосно повлекување на руската војска од Херсон, и тоа е можеби така, меѓутоа стравот кај руските стратези дека неонацистите од Украина е можно да го потопат Херсон со уништување на брадата, што би додело можеби стотици илјади жртви. Најверојатно тоа е причината за овој потек. А од друга страна, јас имав еден текст во кој пишував дека Соединетите американски држави сега ја имаат истата стратегија кон Русија, како што ја имаа кон Советскиот сојуз во 80-тите години, кога тогашниот Советски сојуз се наоѓаше во војна во Афганистан. Токму Соединетите американски држави ги формираа, ги вооружија, ги истренираа талибанците за борба против Советскиот сојуз.
и со тоа упорно ги вооружуваа и со тоа го истоштуваа Советскиот сојуз и тој на крај се повлече од Авганистан. Денеска стратегијата на САД е иста. Упорно, од ден во ден, се повеќе и повеќе ги вооружуваат украинците и нели рековме дека САД се подготвени да се борат до последен украинец, ги фрлаат во оган украинците, украинската војска, а и платениците кои доаѓаат во Украина од цел свет, за да ја истоштат руската сила, руската армија и за да ја натераат на повлекува. И од тука Русија ќе треба да застане во своите понатамошни напредувања и верувам дека ова тоа ќе се зацврсти на позициите кои досега ги има освоено и тука некаде ќе дојде до преговори, до разговори за мир во Украина. Господин Ангеловски, ајде за кратко повторно да се навратиме на домашни теми, на кои мислиме дека и не треба долги одговори, бидејќи на располагање имаме нешто помалку од 10 минути. Како ќе ја прокоментирате изјавата на премиерот Ковачевски дека, цитирам, еден политички субјект кој многумина го подценуваат е сериозна пречка на европскиот пат. Левица и Димитар Апасиев имаат јасна агенда да го попречат патот кон ЕУ. Не ги подценувајте. Како што изменуваат деновите, левица ќе го земе Мицковски кон нивен заложник. Мицковски е слаб, нема визија, нема став, тој е обичен послушник на Никола Груевски. Знаете, и тоа упорно го зборувам, дека СДСМ се обидува да создаде криза на лидерство во ВМРО ДПМН и сите удари се насочени кон Мицковски. Гледате, цело време од сите страни, значи вклучително и од досегашните партнери како Даниела Арсовска, се удира по Мицковски за да се создаде криза на лидерство во ВМРО ДПМН и да се ослаби ВМРО ДПМН. Инаку што се однесува до Левица и до Димитар Апасиев, тие се сега презафатени со флашката која Апасиев ја украде од бугарските провокатори во Благоевград и немаат време и можности да го преземаат во ВМРО ДПМН. Како ќе ја прокоментирате информацијата поврзана со новиот шеф на јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, господинот Абази, дека постана и член на управниот одбор на Академијата за суди и јавни обвинители, каде што неговата сопруга се наоѓа на обука. Абази вели дека ќе доставил барање до Советот да го повлече предлогот. Значи, не го слушнав до крај прашањето, меѓутоа станува јасно зашто е. За непотизмот станува збор за она што велеше нашиот народ, кадија те тужи, кадија те суди, онаму каде што сопругата полага пред сопругот, но тоа не е ништо ново со доаѓањето на власт на владата на Зоран Заев. Тоа го имаме во многу сфери, тоа веќе барем 100 пати го видовме, каде што мајка и ќерка, каде што татко и син, каде што браќа еден со друг се доаѓаат на исти функции, си помагаат и така натаму, а пак за Дуи е уште по едноставно сето тоа, затоа што за Дуи е се дозволено, Дуи се заштитени како белите мечки. Едноставно, јас не сум изненаден, ама сум згрозен од тоа што не се случува. Како гледате на најновиот скандал од страна на владата, за кој дознавме вчера, дека уште во мај експресно му дала македонско државенство на Олександар Онишченко, украински бизнисмен со руско државенство и почесно место на црната листа на САД? За жал, тоа веќе не е скандал, тоа е веќе секојдневие. Вие знаете дека стотици криминалци, терористи и не знам што се не, последниот слајм на светот веќе има добиено македонски пасоши. Ќе биде скандал доколку наредниве 6 месеци Министерството за внатрешни работи не издаде ниту еден пасош на криминалци, на терористи и на вакви луѓе. Како ќе ги прокоментирате случувањата околу изборот на кандидати за обука за контрола? Значи, кога не би било жално, би било и кога не би било трагично, би било многу смешно. Нели после 2000-те пилоти од Арачиново, сега мора тие пилоти да имаат и своји контролори кои ќе ги контролираат при летањето. Ајде малку шега, но да се тргнеме од шегата. Ние
задираме во една исклучително сериозна сфера, каде што зависат животите на луѓето од подготвеноста или неподготвеноста на контролорите на летање. Ами ние ќе можеме да зборуваме за, не дај Боже, можни катастрофални последици, за авионски катастрофи кои ќе не се случуваат, ако такви кадри, па ајде додека да речеме такви кадри се местеа ваму и онаму каде што е условно речено бенигно, може би некако и можеме да прифатиме. Меѓутоа, замислете си вие да добиете кардиолог од ДУИ кој нема факултет, да добиете, не знам, контролор на летење кој нема образование, тоа веќе води кон катастрофа. Тука некаде ќе го завршиме денешниот разговор, господине Ангеловски. Ако немате ништо друго да додадете, ви благодариме многу. Освен да резимираме дека единствено решение за сето ова што го зборувавме се вонредни парламентарни избори и дека треба да повикаме и да работиме на нивно одржување и да ги поздравам сите оние кои имаат трпение да не слушаат во вакви малку тежнати технички услови. Така, покрај препреките успеавме да го завршиме интервјуто. Ви благодариме, господине Ангеловски, што бевте со нас. Имајте си пријатен викенд, пријатно дослушање и со желба да се видиме скоро овде на Македонски корени. Ви благодарам, пријатно. Секое добро до вас. Поздрав.